Како што најавија од Националната установа Центар за култура, неделата во пресред на големиот празник на градот 8 октомври ќе биде богата со пригодни настани и случувања. Се совпаднаа работите, па како словидно загревање за програмата подготвена за јубилеот послужи хуманитарната представа Погоди кој доаѓа на вечера, во изведба на активистите од клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст. Само еден ден подоцна, во нашиот град гостуваа исклучително познати имења и лица, на задоволство на најмладите кривопаланчани. Веќе ги препознавате, со нивните изведби едни порасна, други остареа. Шенка Колозова и Гоце Тодоровски, засилени со помладите, но веќе докажани колеги Дубравка Киселичка и Владимир Дојчиновски. Заедно со уште неколкумина други актери го сочинуваат театарот Колозов. Функционираат како патувачка театарска група. Покрај редовните представи во Скопје, постојано крстосуваат низ Македонија, радувајќи ги генерациите кои ја представуваат иднината на земјава. Кај нас гостуваа со представата за деца Алибаба и 40 разбойници, продолжувајќи ја соработката со Кривопаланечкиот центар за култура. Познато е дека токму децата се најискрената и најстрога публика, а токму нивните спонтани реакции и аплаузи покрај искуството на актерските легенди се доказа квалитетот на театарот Колозов. Патувајќи и следејќи ја во чекор иднината на нашата земја, четворицата ентузијасти во паузите меѓу снимањата на најновите македонски народни приказни секој ден неуморно подучуваат, развеселуваат, но од секаде понесуваат и нешто за себе. За неповторливата Шенка Колозова ова е нова, кој знае која поред средба со Кривопаланка, но воедно и запознавање со една нова публика. И по 3 изведби на едночасовната представа, полна со енергија, говори за својата љубов кон театарот и неможноста да се одвои од неговите преградки. Премногу долго го правам сето ова. Некогаш си мислам дека доста ми е. Од друга страна, веројатно, ако престанам да го правам ова, ќе ми недостасува. Затоа што многу ми е мило кога ќе успеам да, условно го кажувам овој збор, да совладам детска публика. Ова ќе го повторам милион пати сум го кажала, дека само децата покажуваат дали имаш добра представа или не, затоа што возрастните си молчат и кога е лоша представата, а дечињата не молчат кога е лоша представата. Ако не им го држиш вниманието, не можат да молчат од чисто култура, еве сега треба да се чути во театар. И затоа сакам да играм за деца, затоа што ми се некој доказ дали добро поминала или лошо представата, што треба да измениме. Не знам, задоволство ми е, 3 представи изиграв, малку ми се многу за овие години, ама нема поголемо задоволство кога, особено последната представа ти е многу убава, како што ни беше сега убава представата. Утре сме во Охрид, малку многу ни дојде вака едно по друго, ама и некоја детска недела е колку што се знае, па така во овој период бараат и наставниците и директорите сакаат да го исполнат таа недела со нешто особено да се случи и не можевме да откажуваме, иако од понеделник не чека снимање на нови приказни, малку напорно е. Ама тоа е тоа. Тоа ни е работата, едноставно. Не треба да ја запоставувам. Паланка секогаш не била едно место каде што се што имаме подготвено, сме го играле овде, па кога поминале генерации нови на дечиња, зборувам за детски представи, доаѓаме некогаш повторно со истата представа, затоа што нови дечиња дошле па да ја видат, затоа што била успешна представата. Па да искористам кога веќе разговараме, да искористам дека имаме и представа за возрастни, која што пред многу години сме ја играле овде. Би сакале, ако можеме, со Домот на културата да се договориме со средните училишта, па дури 7-те и 8-те оделенија. Тоа е една комедија од бугарски автор, ама работена по народна, приказна. Женско царство се вика, па се надеваме дека ќе успееме некако да договориме колку ни е задоволство да играме за деца, толку ни е задоволство да играме за возрастни, наше задоволство е тоа, па се надеваме дека ќе успееме да го направиме тоа, да се видиме и со Женско царство, се надевам. Значи, ветување за нова средба набргу добија најмладите, но и нивните повозрастни сограѓани. А ние со сигурност ќе бидеме тука дружењето да го забележиме со нашата камера. Приликата искористивме и да ја запрашаме Колозова за најавите на продукцијата на јавниот сервис и новите епизоди од македонските народни приказни.
Од новата продукција од која повторно почнавме да снимаме од пред 3 години, не знам колку, веќе имаме скоро 100 нови приказни снимено. Ја сум дел во целото тоа, затоа што кога почнаме повторно да ги снимаме, мене ме викна, со мене се договара и така натаму, и дел сум активен дел и во глумата, и во пишување сценарија, и соработка со други колеги. И ова е прва тура, крај на месецот втора тура од нови 5 приказни ке снимаме, и така че има работа, се надевам. Следно на програмата на Центарот за култура е изложбата на слики и други изработки од Оливера и Анастасија Станковски и Весна Ѓурчик-Величковска, додека в понеделник, на самиот ден кога го одбележуваме ослободувањето на градот, предвиден е вечерен концерт на гитаристката Тања Јанкова.